Скопските роми. Според познатиот српски етнолог Миленко Филиповиќ, кој во периодот помеѓу двете светски војни живеел и работел во Скопје, во градот имало околу 1700 ромски семејства, односно околу 8500 роми, од кои според неговата статистика околу 7500 биле роми муслимани и околу 1000 роми православни. Според авторот, бројот може да биде и поголем ако се земе во предвид дека ромите муслимани кои го говореле турскиот јазик во пописите биле регистрирани како турци, додека пак ромите православни кои го говореле српскиот или македонскиот јазик во пописите биле регистрирани како срби. Скопското ромско население во добар дел има потекло од Скопје и Косово, кои во периодот помеѓу двете светски војни барат прибежиште во Скопје, додека останатото ромско население е присутно во времето уште од Турската империја и тие меѓу себе се нарекуваат арли. Ромите во Скопје најмногу живееле во селските околини како што се Јурумлери, Инџиково, Белимбенгово, Зелениково, Пакошево, населбата Топана, а понатаму и го населуваат атарот на тревната површина Шуто Оризари. Населбата Шуто Оризари се наоѓа на Скопската котлина северно од централното градско подрачје на Скопје и заедно со селото Горно Оризари, кое се наоѓа на северот на селбата, ја сочинуваат општината Шуто Оризари како една од 10 општини на градот Скопје. Историскиот преглед на населеното место Шуто Оризари, кое во минатото било познато и под називот Долно Оризари, е поделен на два дела и опфаќа информации за населбата од крајот на 19 век до средината на 60-тите години од 20 век, односно до масовното иселување после земјотресот во Скопје во 1963 година и периодот после тоа. Историски преглед до 60-тите години за Шуто Оризари од минатиот век. Во литературата не постојат доволно пишувани материјали за атарот на населеното место Долно Оризари, бидејќи во него живеело мал број на население, па затоа и податоците до 60-тите години се оскудни. Етнографски податоци за Долно Оризари, односно за Шуто Оризари, наоѓаме кај српскиот географ Јован Трифуновски, кој во неговото дело Сеоска населја, Долно Оризари вели дека е основано во средината на 19 век како чивчиско село со 400 хектари земја кои им припаѓала на османлиските турски бегови Амид бек и Шакир бек. Шуто Оризари, според својата природна географска положба, представува ниско земјиште каде населението од околните села одгледувале различни земјоделски култури. Во толковниот речник на македонски јазик, називот Шуто може да се разгледа и како придавка и како именка, што значува нешто што не е потполно, нешто што му недостасува. Називот Шуто го добива поради отсуство на шумска вегетација. Во контекст на населбата, Шуто Оризари, придавката Шуто означува дека на тревната површина и недостасувало дрвја. Токму затоа Јован Трифуновски во своето објаснување за називот Шуто Оризари вели никакво дрво немало, што за разлика од селото Горно Оризари, кое има повисока надморска височина, има шумска вегетација и собствени природни извори на вода. Историски преглед после 1963 година. Населбата Шуто Оризари интензивно започнува да се развива после 1964 година како последица од катастрофалниот земјотрес во Скопје на 26 јули 1963 година. Еден од најпогодените населби била Топана, претежно населена со ромско население, чии куќи биле направени од керпич. Дополнителен проблем било и немањето на соодветна атмосферска канализациона мрежа. Граѓаните биле приморани да се снајдат сами и да живеат во импровизирани шатори, кои биле поставени на отворените места покрај француските гробишта, покрај близината на тврдината Кале.
Неколку месеци по земјотресот, тогашниот извршен Совет на Сојузна Република Македонија во октомври 1963 година ја потврдил одлуката на градското собрание на Скопје за проширување на подрачјето на градот во атарите на над 20 населби, меѓу кои и Шуто Оризари. Најнапред, со помош на американска донација, во североисточниот дел на Шуто Оризари се градат 250 плекани бараки или хангари за околу 3500 жители. Хангарите им биле доделени на граѓаните од ромската населба Топана со цел да бидат моментално престојувалиште од привремен карактер, но сепак овој вид на домување остана и во годините што следеа. Во 1963 година градските власти основале фонд за обнова и изградба на Скопје и во тоа време се доделувале кредити за изградба на индивидуални стамбени објекти на државно земјиште на користење. Во 60-тите години од минатиот век, кога населбата Шуто Оризари урбано се развивала, ромските етнографски групи не се групирале согласно припадноста кон нивната етнографска група, како што било случај во населбата Топана, Џамбаско или Гурбеско мало, Баручиско, Мухаџирско, Приштевачко, Тенеќе мало, туку напротив, заземале земјишни парцели според околностите кои им ги нуделе. На прашањето, чија куќа е први изградена во Шуто Оризари, од еден информатор добив информација дека тоа е првата куќа од левата страна веднаш до старата општинска зграда на општината Шуто Оризари. Таа била во собственост на Џафер Амети, кој по потекло е ром од градот Гнилане на Косово, а во Скопје се доселил во повоениот период, односно некаде во средината на изминатиот век. Истиот бил и еден од говорните лица за доделување на парцели за изградба на стамбени објекти во Шуто Оризари, бидејќи работел на висока позиција во фабриката за цигли кој кај народот попозната и како Циглана. Друг дел од населбата кој е доминантно населен со припадници на друга етнографска група, позната како Топанли, се наоѓа во улиците Буделски венец, Виничка, Црнок, Вашингтонска и Чекевара. Иако во атарот на населбата, Топанлиите живеат и по други места раштркани по различни улици, сепак овој рон се наоѓа на десната страна на почетокот на населбата Шуто Оризари. Веднаш после земјотресот во 1965 година е формирано основното училиште 26 јули. Најнапред во хангарни бараки, а 6 години подоцна. Тоа се префрлува во сегашниот објект кој се наоѓа на главната улица Индира Ганди. Во 1971 година е формиран Центарот за образование браќа Рамис и Хамид, кој започна да работи во хангарни бараки донирани од Соединетите Американски држави, а подоцна во 1976 година прераснува и во основно училиште. Тогаш работеа и двајца ромски наставници Ајша Бајрам, наставник по хемија, и Ракипи Нурија, наставник по оделенска настава. Во 70-тите години од минатиот век почна да работи и културното уметничко друштво Пралипе, како и ромскиот театар Пралипе и киното 26 јули. Во 70-тите години од минатиот век почна да работи и културно-уметничкото друштво Пралипе, како и ромскиот театар Пралипе, а во тој период е изградена изградата на киното 26 јули. Населбата Шуто Оризари и понатаму се градела. Во почетокот на 90-тите години се изградија и 120 азулантски бараки за ромите повратници од Германската сојузна покрајна Северна Рајна, Вестфалија, на улиците Виетнамска и Нов живот. И таму се сместуваат околу 700 роми. На 12 септември 1996 година, со донесување на Законот за територијална поделба на Република Македонија, населбата Шуто Оризари, заедно со населените места Горно Оризари и Долно Оризари, добива статус на општина, издвојувајќи се од дотогашната општина Чаир. Шуто Оризари е просторот кој вреди повеќе од само општина. Тој е просторот каде се негува традицијата, културата и јазикот на ромите. Тој е просторот со кој се гордеат сите роми и го доживуваат како свој, и како културолошка, но и како територијална
сопственост, бидејќи слободата на изразување, слободата на говорот и помислата свое на своето ќе прави општината Шуторизари единствена ромска општина во светот.